Добар ден, драги ученици! Денешниот час е линеарна низа. Да се подсетиме, што е низа? Низа е листа на броеви или шеми подредени според некое правило. Која е целта на денешниот час? Целта е да најдеме правило за одредување следен член на низа и постапка за одредување енти член на низа. Да најдеме разлика што значи правило, а што значи енти член на низа. За почеток, за да можеме да го одредиме правилото за одредување следен член на низа, ќе објасниме преку пример. Значи, земаме произволна низа, за која што треба да одредиме правило и следни три члена на низата. Низата е 0, 6, 12, 18. Правилото што значи? Ние треба да ја одредиме разликата помеѓу вториот член и првиот член, меѓу третиот член и вториот член. Одредувајќи ја таа разлика, можеме да забележиме дека во дадената низа разликата меѓу кои било два члена на низата е 6. Со тоа заклучуваме, правилото е додај 6. Значи, правило е разликата помеѓу вториот и првиот член, третиот и вториот член. Во заданата задача имаше потреба да се одредат уште неколку членови. Користиме правило. На секој член му додаваме плюс 6 и го добиваме наредниот. Петтиот член, на четвртиот му додаваме плюс 6, 24. Потоа на 24 плюс 6 го добиваме 30. И на тој начин ја формираме низата 0, 6, 12, 18, па плюс 6, 24, па плюс 6, 30, плюс 6, 36. На тој начин, применувајќи го правилото, ја добивме низата. Еве една задача во која што вие самостојно обидете се да го најдете правилото за одредување следен член на низа и да ги одредите следните три члена на низата. Имаме три задачи. Задачата под А е низата минус 5, минус 3, минус 7, 1. Еве првата задача, повторно, со моја помош ќе ја разјасниме. А задачите под Б и под В решете ги самостојно, а во прилог ќе ги имате решенијата за самата задача. Во првата задача под А, како што рековме, правило е разликата меѓу вториот и првиот член. Бидејќи разликата меѓу членовите е плюс 2, велиме дека правилото е додај 2. Наредно продолжуваме со постапка за одредување на енти член на низа. За оваа постапка за одредување енти член на низа, повторно ќе ја објасниме преку пример. Дадена е низата 4, 7, 10, 13, 16. Во оваа низа, прво што може да забележиме дека членовите во низата се разликуваат за 3. Која е постапката за одредување на енти член? Прво ги внесуваме податоците во една табела. Што пишуваме во табелата? Имаме реден број. 1, 2, 3, 4, 5. Што е реден број? 1 значи првиот член во низата, а неговата вредност е 4. 2. Вториот член во низата, а неговата вредност е 7. 3. Третиот член во низата, неговата вредност е 10 и така ги внесуваме сите членови. Како продолжуваме? Формираме помошна низа во која членовите се разликуваат за 3. Како ќе го постигнеме тоа? Со множење на редниот број со 3. 1 по 3, 3, 2 по 3, 6, 3 по 3, 9, 4 по 3, 12 и 5 по 3, 15. Оваа низа 3, 6, 9, 12, 15 се вика помошна низа. Таа низа не е низата која што нас ни треба, за која што треба да одредиме енти член. Гледаме колку членовите на низата 4, 7, 10, 13, 16 на дадената низа се разликуваат од помошната низа.
можеме да забележиме дека тие се разликуваат за 1. Поточно, на секој член од помошната низа треба да додадеме плюс 1 за да ги добиеме членовите на дадената низа. Да заклучиме. За да можеме да го запишеме општиот член, сета оваа постапка ја запишуваме со символи и на тој начин го одредуваме n-тиот член. Како рековме, редниот број n го множиме со 3, а потоа додаваме плюс 1. Значи 3 по n плюс 1. Добиваме општ член на низата е 3n плюс 1. Еве, преку една задача, повторно да видиме дали ни е јасно тоа што го кажавме. За секоја низа од задача 1, ние да одредиме n-ти член и 50-ти член. Сега веќе кога знаеме како се одредува n-ти член, не мора да ги редиме сите членови во низата па да дојдеме до 50-тиот, туку можеме да го искористиме општиот член и да го одредиме 50-тиот. Под низата ќе ја разјасниме со мене, а задачите под Б и под В можете да се обидете самостојно да ги решите, а потоа да проверите дали постапката која што сте ја одбрале е точната. Еве задачата под А. Дадена е низата -5, -3, -1, 1. Рековме, одредуваме колку е разликата меѓу вториот и првиот член, третиот и вториот член. Гледаме дека тие се разликуваат за 2. Значи, постапката ја почнуваме. Редниот број го множиме со 2 и на тој начин формираме помошна низа. 1 по 2, 2, 2 по 2, 4, 3 по 2, 6, 4 по 2, 8. Помошната низа гледаме колку членовите во незе се разликуваат од членовите во низата за која што треба да одредиме n-ти член. Можеме да видиме дека разликата од -5 и 2 е -7. -3 и 4 разликата е -7. Затоа велиме дека на 2n треба да му додадеме -7 и на тој начин го одредуваме општиот член. Значи АN е 2n-7. Сега, второто барање е да се одреди 50-ти член. Тоа значи дека позицијата на која што се најдува овој член или неговиот реден број е 50. Значи n е 50. А за да ја одредиме неговата вредност, на местото од n заменуваме 50. 2 по 50 минус 7. Тоа е еднакво на 93. Пробајте да ги решите самостојно задачите под Б и под В, да видите дали точно ќе го одредите n-тиот и 50-тиот член, а потоа ќе можете да го видите и решението. Ви благодарам што ме следевте, се надевам не беше тешко и сега е појасно и дека успешно ќе можете да ја решите домашната задача.